Rudnik od Borov Dol во подготовка ќе се вработат 150 лица, а Štip, Конче и Радовиш ќе поделат близу $1 милион од концесијата што рудникот ќе ја плаќа за експлоатација. Тој треба да произведува над 8.000 тони бакар, тоа помножено по 6 и нешто илјади долари по тон, ќе се добива реализација од 50 милиона долари на годишно ниво. 2% од тоа е $1 милион и од тие $1 милион 78% поточно одат на локалната самоуправа, а 22% во државната каса. Но ова е само делот од концесијата. Трите општини со отварањето на рудникот ќе имаат и други бенефити. На територија на општина Конче и Štip ќе бидат вработени луѓе, придонесите од платите ќе се плаќаат соодветно најверојатно на двете општини, така да мислам дека јас со бројка не можам да кажам колку ќе добие Štip, колку ќе добие Конче, бидејќи се менуваат и цените на металите, но сигурно бенефициите ќе почнат да се чувствуваат веќе во 2020 година. Боров Дол е прв рудник во државата кој се наоѓа на територијата на 3 општини. 2/3 се во Конче, една во Štip, а минимални 4 до 5% се во Радовишкиот дел. Од тука очекувано најголем дел од концесијата ќе и припадне на малата општина Конче. И ние досега бевме единствена општина без ниту еден индустријски капацитет во општината. Сега со отварањето се надеваме дека ќе се на Боров Дол пред се поглед на вработувањето, се надеваме дека со тоа ќе успееме да спречиме миграцијата. Концесијата за самата општина значи многу проекти, да се затворат едно за секоја сите отворени прашања во поглед на водоводи и канализации, понатаму на иригациони системи за наводнување на земјоделски површини. Не е за подценување ниту делот кој ќе го добие Štip. Ние ќе имаме одреден бенефит со кој што ќе можеме да развиваме дополнителна инфраструктура во градот, тоа ќе бидат дополнителни средства за развој на наши општински проекти, така што во овој аспект даваме позитивен сигнал за развој на овој рудник, но од друга страна развојот значи и вработување на нови луѓе, отварање на нови работни места, со што очекуваме дека и во таа насока ќе се развива рудникот. Во моментов на Боров Дол се работи на испорака на багер, се склучува договор за ископ на јаловиште и за изградба на регионален пат во должина од 4,5 километри од село Дамјан до рудникот. Предпоставка е дека рудникот располага со околу 40 милиони тони резерви на бакар, што е доволно за 10 годишна експлоатација. Сепак од раководството на Бучим се оптимисти дека експлоатацијскиот век на Боров Дол ќе биде многу подолг, а резервите на бакар се многу поголеми.